Невладината организација ЕХО од Штип во текот на 2016 година работеше во интерес на граѓаните и реализираше повеќе проекти, како во источниот, така и во југоисточниот регион. Два повеќе годишни проекти, тоа е Пристап до правда во Македонија, кој што продолжува во 2017 и ќе има и нови активности, и улеснување на пристапот на малите микропредпријатија до јавните набавки. Тој проект завршува во 2017, меѓутоа очекуваме и следни проекти и активности што произлегуваат од искуството кој што ги имаме на овие два проекти. Понатаму оваа година специфично беше наблюдувањето на трошењето на парите од политички партии и единиците на локална самоуправа. Имавме активности поврзани со тоа. Понатаму го завршивме проектот Чуварки на буџетското кесе. Таму бевме една од партнерските организации кои што изработи извештаи за колку буџетите на општина Штип и општина Струмица се родово одговорни. ЕХО реализираше повеќе проекти во 2016, од кои дел од нив продолжуваат и во тековната 2017 година. ЕХО е една од 18 организации кои што учествува во формирање на македонската активна платформа за социјална инклузија. Понатаму продолжуваме со тие активности во 2017. Ново е вклучување како локална имплементирачка организација во проект кој што е наречен развојна стратегија за вклучување на жените на локално ниво, кој што има за цел да развие пилот модел за поголема мобилизација на жените во артикулација на нивните приоритети и потреби во процесите на одлучување и креирање на локални политики. Киров додава дека резултатите од повеќегодишните проекти ќе се сумираат кога истите ќе завршат, но според досегашното искуство за овие проекти, вели дека се успешни, бидејќи голем број граѓани во текот на 2016 барале и добиле бесплатна правна помош. Со самото тоа што Република Македонија презема активности за измена на законската регулатива, а тоа значи и нов закон за бесплатна правна помош, евидентно е дека наблюдувањето кое трае повеќе години на системот дало резултати.